магливо октомвриско утро. Патот не води кон градот Софија. Градот името го носи од 1376 година и се смета за еден од најстарите градови во Европа. Името на градот означува мудрост, философија, љубов кон мудроста. Сигурно сте слушнали за Питагора, кој прв себе си се нарекол филозоф. Софија најчесто е посетувана од страна на младите поради ноќниот живот и шопинг. Има околу 1,5 милион жители. Таа е на 15-то место по големина од европските градови. Софија изобилува со убава архитектура, особено од времето на стариот град Сердика, кој најмногу може да се почувствува по софиските улици. Некогашниот Колосеум или амфитеатар Сердика и културниот комплекс Сердика се топ знаменитости кои вреди да се посетат. Културниот комплекс Античка Сердика е многу интересен бидејќи содржи остатоци од некогашните градби во стариот град. Влезот е слободен. Во негова близина се наоѓа и комплексот Олпија Сердика. Амфитеатарот Сердика е откриен во 2004 година. Во 2000 година, на 17 септември, на денот на патронот на градот, официјално е отворена и статуата на Света Софија. Иако имало многу несогласување од религиски аспекти поврзаноста со елинистичкиот период, сепак таа е символ на градот и сите жители. Има височина од 24 метри заедно со границкиот столб од земјата до круната, а самата статуа е околу 8 метри. Велат и дека не можеш да се изгубиш во Софија. Сите патишта водат кон и од планината Витоша. Целата таа улица е пешачка зона и се смета за срцето на Софија. Малите улички сведочат за микс од минатото и сегашноста каде поминуваат трамваи и тролејбуси, а ќе забележите и многу паркови кои изобилуваат со зеленило преточено во мир и спокој. Една од најубавите градини е Борисовата градина, која што за жал денеска не успеавме да ја посетиме. Катедралата Свети Александар Невски е изградена во неовизантиски стил. Таа е една од 50 најголеми христијански храмови во светот. Во неа собира околу 5000 луѓе внатре во самата црква. Почната е во 1882 година, а завршена во 1912. Нејзино осветување извршено во 1924 година. Најголема висина е 53 метри, колку што е високо и самото звоно. Инаку Александар Невски е руски принц, а издигната во чест на паднатите борци во руско-турската војна, кога и Бугарија била ослободена од отоманското робство. За нејзино градење интересно што има носено делови од Минхен, Берлин, Виена, Венеција, а во декорирањето учествувале архитекти од Русија, Бугарија, Австро-Унгарија и други европски земји. Тука се наоѓа и единствената џамија Бања Баши, која била изградена за време на Отоманското царство во 1566 година. Името го добива по значењето на зборот на турски многу бањи, меѓутоа имајќи го во предвид и преводот на зборот Баш, кој значи главен, пологично би било главна бања. Името и поради тоа што била изградена врз природни минерални води. Во центарот на Софија се наоѓа и синагогата, која е трета по големина во Европа и една од двете активни синагоги во Бугарија, изградена 1909 година. Црквата Света Софија е најстарата црква и датира од 4 век и тука се одржувал и советот на стариот град Сердика, била изградена на темелите на неколку цркви. Изгледот на сегашната базилика, двете кули и една купола се верува дека го добила во времето на византискиот император Јустинијан I. Има уште многу интересни места кои што може да се посетат, а и треба да се посетат во Софија, меѓутоа секогаш времето е премалку. Еден ден за еден ваков град навистина е малку. Се надеваме на некое наредно патување дека ќе имаме можност да посетиме уште многу интересни нешта.